20 часот и 30 минути термин резервиран за спортската емисија на К1 Ферплей. Во ова вечерашно издание на истата ќе говориме за спорт кој што многумина би рекле дека е најважната споредна работа во светот. Веќе претпоставувам дека знаете за што станува збор. Вечерва во моето студио гости се најдобриот центарфор во своето време и најдобар стрелец, можам слободно да кажам. Тоа е Петар Ранготов и неговиот син Дарко Ранготов, кој што исто така по стапките на неговиот татко е најдобар стрелец во оваа сезона. Чинам дека постигна околу 37 гола во ова првенство, а ги брани боите на Железарец. Добро вечер и добро дојдовте во студиото на К1. Добро вечер. За почеток би започнала од она што е многу актуелно во футсалот. Конкретно станува збор за освоената двојна титула на твојот клуб, Дарко. Кажи ми еве како течеше надпреварот, 7-0 беше финалниот резултат, па дали беше тешко да се совладе екипата на Јувентус? Па добро, со оглед на тоа дека секоја екипа се мотивира максимално кога игра против нас. Знаевме дека ќе следува тежок надпревар, дечките беа многу спремни, беа напалени, али беше тешко се до еден момент кога не повеловме со 1-0. Потоа работите тргна во онаа насока како што посакувавме и на крајот излезе дека е убедливо, мада на теренот не изгледаше така, но сепак успеавме во нашата замисла да го одбраниме и тој трофеј во купот, да биде двојна круна и на крај успеавме да славиме со 7-0. Така, шеста титула во Купот на Македонија чинам беше, а додека 8 вкупно титули освоено. Еве, кажи ми колку овие титули кои што вие ги освојувате се плюс мотив за понатамошните надпревари кои што ги имате во иднина? Па добро, секој освоен трофеј е за секој сатисфакција, за секој поединец лично. Ако нешто останува во животот, тоа остануваат трофеите што ќе се памтат за секогаш. Без разлика како е, посебно на државно ниво, каде што еве нас ни се случува, јас сум веќе, ова ми е четврта титула и во првенство и во куп, со дресот на Железарец. Тоа е тоа што секој спортист сонува. Значи, без разлика во кој спорт е, титулите остануваат, тоа се брои медалите кои што подолго време ќе ги погледнеш дома, ќе се потсетат на она што си успел да направиш во животот. Пред да преминеме и на разговорот со твојот татко, кој што ќе ни ги објасни малку подетално работите како се движеле во минатото, ме интересира и пред да преминеме на твоите идни планови, што е она што ќе го следи сега со Железарец, со твојот клуб? Па добро, моментално е пауза, немаме активности, заврши активностите, следи пауза, за понатаму не знам како да кажам, има некои прогнози што ќе биде, како ќе биде со клубот, меѓутоа се е на стендбај. Ќе видиме, се надевам дека ќе продолжиме во ист ритам, затоа што оваа година го направивме најголемиот успех од постоењето на Железарец. Се надевам дека ќе продолжиме по исти стапки да направиме уште многу големи успеси. Она што негде како прочитав, чинам на официјалната страна на клубот Железарец е тоа дека од како велат се сменило раководството, односно кога дошол новиот тренер во оваа екипа, некако како тимот да процветал, слободно можам да кажам. Па дали можеби оваа внатрешна политика на клубот допринесе до вакви успеси? Па да, со доаѓањето на Иван Божовиќ, екипата изгледа на она што беше замислата на спонзорите, да биде европски тим, кој што, да не речам, секоја екипа во Европа ќе те гледа со респект. Пред тоа не беше тоа така, затоа што имавме просечни тренери, кои што за во наши рамки во Македонија беа доволни, меѓутоа во Европа си бара нешто друго. Божовиќ беше стратег кој што више има поминато многу во футсалот, има влезено и во Final Four, тоа е голем успех, дојде, покажа како треба, што да се работи, играчите го прифатија, сите се однесуваа максимално професионално и резултатот беше неизбежен. Дали може би оваа табла позади мене дека клучот е фактички дека дисциплината е клуч на успехот е токму тоа за што говорите? Да, со него, значи како предводник на екипата, значи нема фолирање, нема ништо на случајност. Секој тренинг, секоја утакмица пред време е изработена во неговиот мозок, ќе ни ја пренесе како што треба да се работи и останува тоа да покажеме на терен и успехот е неминовен. Дарко, започна да играш голем фудбал. Се префрли на мал фудбал.
Зошто беше тоа така? Можам слободно да кажам дека имаше успеси и во големиот, пред да ги спомнам Борец како матичен клуб, како клуб каде што започна, па овде беше и Металург. Па потоа премина во овие мал фудбал. Што беше клучно? Зошто се одлучи токму на ваков чекор? Да кажам искрено, во еден момент се разочарав од големиот фудбал, поради тоа што во тие моменти бев во цементарница во Скопје. Клубот немаше веќе финансиски средства, останав на грбот на татко ми да јас сам од себе, од Скопје до Велес, си плаќам и превози и се, за да играм фудбал. Реков, јас наместо да заработувам од фудбалот, јас треба да давам од мене. И тука беше преломот, реков, не сакам ништо, продолжив, тогаш бев и во текст со факултетот, но во еден момент така дојде еден пријател и ми рече, зошто не пробаш, еве дојди со нас, тука во Велес. Отидов, се влюбив моментално и продолжив со футсалот. Футсалот чинаме една игра која што во светски рамки зазема големи размери. Овде можам да кажам дека бразилците и шпанците се едни од подобрите репрезентации во светот, меѓутоа во нивните тимови може да се забележат голем број на играчи кои што се, да речем, натурализирани. Во Македонија во твојот клуб има таков еден, бразилецот, како му беше името, Даниел, ете така, Даниел. Дали можеби еве ова е клучот да македонската репрезентација футсал напредува и дали можеби треба да се донесат вакви играчи натурализирани? Ова истото прашање го упатувам и до вашиот татко. Па да, веќе долго време значи се разговараше на таа тема, која имавме собир дали со селектор, дали со некој од управен одбор од федерација, да се преземе нешто затоа што секоја репрезентација, знаеме дека бразилците и шпанците се број еден во светот и Европа. Али, за да се пласираш на некое големо надпреварување, искрено, со играчи од наша домашна сцена, ние нема да можеме. Затоа иницијативата беше на тогашниот селектор Васко Скендеровски да се донесе бразилец, па макар и еден, да пробаме да успееме во таа замисла. Го донесоа Даниел, дечкото е страшен играч, одлично се вклопи во екипата. Направивме сепак голем успех и со репрезентација, но за жал пред наши очи бевме украдени кога Италија им ја дозволи на Словачка да победи. Значи тоа беше, да не кажам криминал што се деси. Пред наши очи ни го земаа баражот за да пробаме да се успееме да се квалификуваме на светско првенство. Тоа е тоа, животот останува да продолжиме во наредни квалификации да пробаме исто така со Даниел, тој останува наш, па се надевам ќе успееме. Така. Петар, дали ви се согласувате со оваа констатација? Па јас се согласувам, ја би кажал дека во големиот фудбал пред 10 години пробаа нешто така, али изгледа само пробаа со државјанството бразилец, а не со квалитетите на фудбалерот. Го земаа еден Брага, ми се чини просечен играч како нашиве фудбалери и толку и беше успехот на репрезентацијата со него. Јас мислам дека ако треба да се носи таков играч, ако треба да се плати, треба да биде квалитет. Не само да го носи он успехот, него и нашите фудбалери ќе научат многу работа од него. Првен, од односот према тренингот, према утакмицата и на крајот од неговото лично понашање. Така. Како еве ќе се навратам повторно на овој прелом, како што вели Дарко, што го направил од голем во мал фудбал. Како беше вашата реакција? Што му кажавте тогаш во тој момент? Па да ви кажам, јас го гледав неговото разочарување и не сакав да остане, да не се такмичи. Ја прифатив одлуката ове ручки што викаат и имаше среќа што во тоа време во Велес во футсалот и имаше и добра екипа и со неговиот напредок Велес беше првак. Само сплетот на околностите тогаш го донесоа и некое правило од плей-офот и не успеа да бидат прваци, али тоа беше најголем успех на клубот на мал фудбал од Велес. Така и во Велес и се уште може да се забележат клубови кои што функционираат токму во мал фудбал. Меѓутоа сега моментално имаме еден клуб во прва лига и еден во втора лига. Во прва лига е Велес,
во втора лига се гемиджи, али да ви кажам дека основна работа, многу години уназад, велешки фудбалери се присутни во репрезентацијата на Македонија. Добро, тоа е за пофалба. Да. Ќе почнеме од Баже Петров, од Кире Манев, кој голман, па Саше Зарков, па тука се и Жарко Спасовски, па еве се Дарко, па по него идат Тони, Игор Леов и ки идат и уште помлади. Така, она што вие како млад кога сте започнале да се занимавате со овој спорт, сте почнале исто и вие во Борец. Да. Борец беше вашиот клуб каде што почнавте, таму ја завршивте кариерата. Претходно бевте, игравте во Вардарски клуб И во Победа Прилепска. И во Победа Прилепска, ете така. Вие помеѓу велешани, па и во пошироката македонска јавност сте познати како најдобриот стрелец во тоа време. Да. Како беше тогаш? Па, да ви кажам дека многу се разликува тоа време, не него овоа. Дали во тоа време младината наша беше многу посветена на спортот. Ние одевме, се молевме на тренерите да не примаат на тренинг. Едва и чекавме да некој не отвори вратата да ни пружи можност да тренираме, да се такмичиме. И затоа мислам дека Борец и Македонската лига тогашна беше многу поквалитетна него ова сега што се работи. Ја мислам дека тогаш во Борец имаше 25 фудбалери квалитетни да на тренерот не му беше тешко кого да го стави. А сега, еве, јас сум тренер, ја не можам да соберам 10 играчи на утакмица. Тешко се одлучуват да дојдат на утакмица. Идат на тренинг, на утакмица, ќе најде друга занимација и ќе биде одсутен. И нормално успехот не доаѓа така. Така, Борец беше баш клуб кој што беше и познат помеѓу македонската јавност, и добар, и добри фудбалери излега од овој клуб и на репрезентативно ниво. Меѓутоа, еве, што можеби и понатаму ќе проговориме за состојбите во фудбалот, но еве, кога ја начнавме оваа тема, што е клучно, дали можеби овие школи кои што се прават за најмладите или пак можеби треба да се работи во некои повисоки категории? Точно е. Од секогаш во Борец и во Велес се работело со младите категории многу успешно. И квалитет имало на деца у сите категории, пионерска, кадетска, младинска. До тука фудбалерите на Борец идат и во сите репрезентации на државно ниво. Кој ќе наполнат 18-19 години, кај што треба повеќе да се финансира, повеќе труд да се вложува, повеќе пажња да им се поклони на тие деца, тука абстинираме на големо. И затоа децата пробаат да отидат негде надвор од градот, па надвор од државата, али тоа е многу тешко. Денеска се оди се со менаџери, али за еден менаџер да те однесе во странство, ти треба првен во матичниот клуб, во матичната држава, да дојдеш до репрезентативно ниво, па тек после да влезеш во нотесот на менаџерите. Не оди така, тато ќе го земе за рака, ќе го однесе некаде на страна. Тоа не плива више. Така, кога веќе отворивме оваа тема, може ли да се направи една паралела, еве, Дарко, од твоја гледна точка? Веќе горе-доле ставот на Петар го слушнавме, еве, кој е твојот став и размислување во однос на ова? Добро, работата со млади категории е нешто најбитно. Значи, тие остануваат да напредуваат и тие да го носат успехот. Значи, играч, значи јас кога бев во Борец, еве ќе се вратам на тие времиња, бев сведок дека беа играчите кои што беа поискусни и повозрасни од мене, повеќе внимание им се обрнуваше нив него и нас помладите. Значи, ако сакаш да таа екипа твоја носи успех понатаму во иднина, мора да ги гледаш младите. Значи, од нив останува нешто да биде. Другите, постарите си го дале веќе своето. И со нив нема што да се работи. Така и ја, пример, еве, се ближат години и ќе ми дојде и мене крајот. Нема лутење, нема ништо, ќе се трнам настрана, има млади деца кои што треба да играат и да направат успеси. Многу пати можам да приметам дека кога разговарам и со тренери, меѓутоа и со играчи, со фудбалери,
знаат да кажат дека вистинските луѓе не се на вистинското место. Дали можеби ова и вие го делите мислење, затоа што голем број на тренери кои што се наоѓаат позади клубовите, можеби не се соодветни за истите. Можеби треба поранешни играчи да бидат токму тие кои што тие тренери сепак не дошле сами на таа позиција, сепак некој ги назначил. За сето тоа тој некој што ги назначил носи одговорност. Така да тоа е излишно да се коментира, али секој што е стратег сигурно треба нешто да има поминато, да го има доживеано, да знае како треба и што треба да се работи. Значи не може некој човек пример од улица, ајде ти ќе бидеш на чело на оваа екипа и повели докажи се. Јас да кажам за оваа работа. Ние се мериме по европските правила. Мислиме дека еден Абрамовиќ, Берлускони, спонзорите на клубовите, дека они се главни, они плаќаат и они одлучуваат. Да, кај нас ќе дојде некој спонзор и мисли дека се знае, он ќе си стави несоодветни луѓе и после се чуди зашто има неуспех. Ја мислам дека без разлика на пријателството на дружењето, ако сте вие спонзор, треба да се трудите секој ваш динар да оди во правилна насока и да се надоградува клубот да расте со тоа, а не само да ставаме некои имиња и да си тапкаме во место да не одиме ништо напред. Така сепак тоа е клучот, мора да се внимава и на играчите и на оние кои што треба да дојдат како трансфери овде во нашите клубови, па потоа и во репрезентација. Таму нема политика, таму нема пријателство. Спортот не трпи привилегии. Таму само најдобриот и најуспешниот треба да оди напред, да му се отвори вратата, да му се пружат сите можности. Ако гледаме така на спортот, ќе имаме успех. Така. Она што исто така беше многу забележително во тој период кога вие игравте, беше публиката. Стадионот беше преполн. Јас барем од тоа што сум слушала од моите родители и од луѓето со кого сум имала можност да разговарам. Јас да ви кажам, кога бев уште младинец, уборец, имавме ние по 1000-2000 публика на нашите утакмици. А кога почнав да играм у првата екипа уборец, тогаш немаше место кај да седат. Затоа што цел град беше заинтересиран, сакаше да оди. Кога ќе дојдеше недела време за утакмица, тоа река течеше од луѓе према стадионот. Али имавме и добра екипа, и добро работевме, и доаѓа квалитетни тренери, и имавме солиден успех. Ја мислам дека не случајни се нашите успеси и нашите имиња се уште се памтат, не само во градот, него и во државата. Така. Овде започнавте да играте како халф, потоа вашето место го зеде Велковски, па потоа вие бевте ставен на позицијата центар халф. Ова се испостави дека е одлична одлука на тогашниот ваш тренер. Еве, кажете ни во времето тогаш како беше во Борец, па потоа и нормално трансферот во Вардарски. Па имавме ние многу и слобода и дружење со тренерите. И гледавме како одат ситуациите, поставеноста наша, многу пати во однос на противничката екипа и тренерите ни ги одбираа местата. Јас играв као младинец во средина, као везни играч, после бев шпиц и кога дојдов во првата екипа, увидов дека во шпиц играчи има подобри, а јас као младинец не можам таму да се снајдам, побарав во тренерот да ме врати назад. Ме врати центар халф и одлично изиграв 2 години. Велковски за тоа време беше во нападот, не се снајде добро, па тренерите направија рокада, мене ме префрлија во шпицот, него го вратија назад и така проложи една многу успешна кариера и моја и негова. Да ви кажам дека една генерација многу добра, солидна, ќе ги напоменам и од двајца голмани што дојдоа од Битола, Бранко Дуковски и од Кочани. Лазар Балдазаров, нашиви играчи Кире Димов, Тоше Димирджиев, Лазе Ќоринов, Атанасов Димитар, па Трајче Ковачев се врати од Ниш,
во средината играат тука Гроздан Шопов, Баже Петров, јас, Велковски, Тоше Нацев. Мислам дека бевме една солидна екипа каде што не се знаеше дали играме на страна или дома. И имавме одлични резултати. Кога после 10-12 години дојде една генерација нова на фудбалери со Илче Боров, Баже Нацев, Леон Кодовски, Гоце Марков, Зоран Петковски и ние се видовме со Велковски дека више времето за играњето во Борец не истече и тогаш јас отидов заедно со него во Прилепска Победа. Таму не се снајдов баш добро, играв 6 месеца и оттаму отидов во Вардарски. Во Вардарски ми се чини ја изиграв најдобрата година во кариерата. Да, ја таква информација имам добиено дека Од тогаш 30 надпревари имав дадено 26 гол. И мислам дека тоа е круна на еден секој фудбалер кој што сака да го достигне максимум. После тоа пак се вратив во Велес и више на тие подминати години ме уклучија да работам со младите категории и после тоа станав и тренер и дојдов и до првата екипа. Така, Дарко, да се навратиме на твоето играње во големиот фудбал, бидејќи овде во футсалот впрочем се покажа дека си одличен играч. Па да, големиот фудбал започна во Борец, како што кажа. Потоа продолжив на 18 години, Борец кога ја напушти втората лига, тогаш тоа е до кратење на втората лига и Борец си напушти втората лига. Заминав во Беласица, кој што тогаш беа во прва лига. Таму бев година дена и после тоа заминав во Демиркапија, во Лозар, каде што имавме одлична екипа составена од бевме собрани играчи од, да не речем, цело Повардарје. Имавме одлична година и после таа година се случи тоа да заминам во Цементарница, каде што доживеав тоа што го доживеав моето разочарување и тука прекина се. Заминав во футсалот. Меѓутоа, од големиот фудбал најголем успех можем да го истакнам освојувањето на младинскиот куп во тоа време кога играв во младинци, иако бев најмлад од тогашна генерација. Освојувањето на купот на Република Македонија е, можем да кажам, во последниве, ајде да не претерам, 15 на години најголем успех што се десил за Борец во некој надпреварување. Така. Бидејќи ти сега играш мал фудбал, па кажи ми, може ли да се направи една споредба помеѓу големиот и малиот фудбал? Многу мина ќе речат фудбал е фудбал. Па да, со многу мина сум разговарал на таа тема. Меѓутоа можам да кажам дека освен тоа што се игра со топка, друго е многу се различно. Значи од самата топка, значи фудбалот во футсал е помал, не одскокнува, потежок и многу полесен за контрола, за разлика од големиот фудбал, кој што е многу полесен и многу е потешко со него да се игра, да го контролираш. Разликата е голема во тоа што секој ќе рече дека се игра на мал терен, меѓутоа футсалот е еден зверски спорт во кој што ако не си 100% физички спремен, не можеш да го достигнеш максимум. Значи бара физичка спрема многу голема, техничка исто така и тактичка. Значи тактиката е, можем да кажам, најбитен елемент за тоа што прекини каде што се играат во футсалот, тоа го нема во големиот фудбал. Значи надпревари во футсал се решаваат со еден прекин, со една корна, со еден аут, со изведена шема, даваш гол и тука завршува се. За разлика од големиот фудбал, 90 минути каде што еден гол случаен, можем да кажам, ќе го реши надпреварот. Ваму во футсалот можем да кажам дека исто така квалитетот секогаш испаѓа на виделина. Значи во многу случаи сме виделе во големиот фудбал како некоја екипа ќе даде случаен гол, ќе се затвори, тука завршува се. Во футсалот квалитетот испаѓа. Последна минута, последна секунда ќе даде гол подобриот, поквалитетниот и ќе биде се како што се очекувало.
Петар, од тренерски аспект во однос на тактиките, претпоставам дека и се во големо различни, но еве бидејќи сте биле тренери на голем и на мал фудбал, па еве кажете не може би споредно. Јас да ви кажам, во големиот фудбал бев 22 години тренер, а последниве 10 години сум тука во малиот фудбал, али почнав со оноа Кока-кола Јуниор купот. Тоа ми остави еден голем впечаток и мислам дека грото на репрезентацијата на Македонија се сите деца од тие селекции. Ние во Велес имавме страшна селекција, каде што работевме многу напорно, многу добро и мислам дека од тука почна да испаѓаат и големата љубов према малиот фудбал во Велес и многу големи таленти и играат во репрезентација и како што е Дарко и по него ќе има и се уште работиме на тоа, али пак ќе кажам, многу мала е заинтересираноста на градот за малиот фудбал. Ние сега само импровизираме. Тоа што го кажува Дарко за во Скопје, во Железарец, таму они се машина. Кај нив нема импровизација. Кај нас се, ние работиме едва со 3 топки, дали ќе дојдат децата на тренинг или негде се на работа, на утакмица тешко се собираме и сепак ја мислам дека овој резултат што го постигнуваме сега со до 5-6 место за нас е голем. Така. Она што е интересно, јас се сеќавам убаво на тие времиња, се сеќавам на она, како се викаше, Ајден Хедис Лига, така некако беше. Впрочем, таму сте започнале, претпоставувам, со овие надпреварувања. Дарко, сведоци сме дека во футсалот многу напредуваше, дури направи еден трансфер во Хрватска, во Сквер Дубровник. Колку е таму развиен фудбалот и футсалот, односно и како таму се гледа на овој спорт? Добро, футсалот во Хрватска е на, можам да кажам, 2 нивоа поголемо од нашето. Таму се работи, има 3-4 екипи кои што се борат за шампионска титула, за разлика од Македонија, каде што е веќе 8 години поред се знае шампионот многу пред време. Многу поголеми вложувања има во Хрватска. Значи, најбитно, она што разговаравме пред малку, се работи со млади категории. Значи, во Хрватска, за да имаш екипа во прва лига, мораш да имаш екипа и во јуниорската лига. И нормално е од тука да се црпат таленти кои што подосна ќе настапуваат за таа екипа, за разлика од тоа што кај нас го нема. Во Хрватска футсал лигата е покриена медиумски премногу. За разлика од кај нас, каде што е научна фантастика да се даде некој надпревар на телевизија. Или па, значи, без разлика дали станува клубски репрезентатив, значи не спомнуваат како да не постоиме, за тоа што и еве 50% можам да кажам од жителите во Македонија, ако им спомнеш футсал, ќе те гледаат бледо и ќе не знаат за што зборуваат. За тоа што таа медиумска поддршка е многу битна за развојот на тој футсал, да се достигне до некое ниво за кое што Хрватска, кое што не е многу по километри далеко од нас, али во тие работи е многу далеко. Има премногу странци, за разлика кај нас има еден и сите се фаќаат за глава. Таму има во секој клуб по минимум тројца, зашто толку дозволува лигата, да дозволува повеќе, ќе има и многу повеќе. Затоа што има луѓе што го сакаат футсалот, се вложуваат пари и затоа имаат и успехи, како репрезентација се пласираат на секое големо надпреварување, дали светско, дали европско првенство. А во однос на тактиката, каде е Македонија во однос на Хрватска, бидејќи си има можност директно да бидеш вклучен таму во тој тим? Добро, тактички гледано, овие 2 години, она што ни го пренесе нас Иван Божовиќ, можеме да кажеме дека напреднавме тактички доста многу. Меѓутоа, Хрватска е она репрезентација и она лига која што е во тренд. Значи, кај нас може се учат некои шеми кои што биле во тренд пред 4-5 години, затоа што сме ние малку назад. Али таму е секогаш се учи нешто ново и затоа имаат успеси. Сведоци сме дека од голем фудбал во мал фудбал се може да се постигне голем успех, но дали може обратно од мал на голем фудбал да се постигне успех кој што ќе биде, да речам,
пример и за овде во Македонија, па можеби во пошироки рамки, балкански, можеби европски. Па добро, од мал фудбал во голем фудбал, не знам кој го направил тоа. Ја не сум сведок на такво нешто. Ти си сведок на обратно од голем во мал. Јас сум сведок на обратно, да, направив доста успех, кој што кој знае, кој не знае, тоа не ми интересира. Битно е за мене дека јас ќе го памтам тоа у животот и ќе ми остане така. Кој е вашето мислење во однос на ова? Дали може од мал фудбал да се постигне успех во голем фудбал? Многу тешко. Во наше време, кога ќе завршише првенството, есенскиот дел, има голема пауза и ние учествувавме на вакви турнири, се правеа низ цела држава. Ако немаше турнири, на ракометното надвор на асфалтот си игравме. Ние тоа го рачунавме за одмор. А сега футсалот не е одмор. Ние игравме тогаш по 5 играчи и голман, а футсалот се игра 4 играчи и голман. И многу е напорен, многу тежок и ова што го кажа Дарко, со тие шаблони се толку отиде напред, што нема шанса играчот футсалот да отиде голем фудбал игра. Да проговориме и конкретно за заштитата на фудбалерите во Македонија. Во светот сме сведоци дека тие се и така заштитени, ги имаат и уживаат сите права и тоа и се гледа, и дури и по резултатите може да се примети. Еве, според вас, дали во Македонија го има тоа и што конкретно може би треба да се превземе за да ја пренесеме таа практика, барем во Македонија? Јас сум баш сега во Жижин на разговорот пред 5-6 дена со председателот на синдикатот на фудбалерите на Македонија, Панче Ќумбев. Имаат една случка со фудбалерите на Металург. Децата имаат договор со клубот, клубот не ги испуштува барањата нивни, децата штрекуваа и беа казнети по 6 месеца. Разменуваме мислења и со луѓе од управниот одбор на ФФМ. Они се со други сваќања, они гледаат клубот што наредил, не го гледаат договорот да го испочитуваат. Во договорот пишува дека ако на фудбалерот не му исплатиш 1 до 2 плати, он е слободен и не го качи никаква казна. За таа разлика од кај нас зависи за кој клуб се работи, за кои луѓе и одлуката се сменува. Во светот не е така. Договорот мора да се почитува. Ако не го почитува државата, го почитуваат ФИФА. Оттаму идат директиви и играчот испаѓа слободен. Затоа што кај нас не се почитуваат. Првен, осигурањето на фудбалерот. Ја мислам дека 95% од нашите екипи и фудбалерите во нив се неосигурани. А знаеме до какви повреди доаѓа на утакмици, некој може да остане инвалид и никогаш да не заигра. Не го чувствуваат ли тоа луѓето од управниот одбор? Првен, основна работа, Фудбалскиот сојуз на Македонија инсистира сите екипи да бидат акционерски друштва. Во Македонија само Вардар Скопски е акционерско друштво. Во кошарката нешто почнаа и во ракометот ги преконструираат во акционерски друштва, али во фудбалот е многу тешко за тоа што тоа е машинерија. Ако го регистрираш во акционерско друштво во фудбалот, треба да имаш најмалку 120 актери. 120 актери, зборувам за пионери, кадети, младинци, прва екипа, стручен штаб, управен одбор, тука е 150 души. За да сите тие 150 души ги обезбедиш, ги облечеш, ги ставиш на платен список, тоа е огромен залог. И затоа кај нас во Македонија многу тешко. Дарко, кој да мисли? Жално е она што се случи со играчите на Металург. Јас се надевам дека Панче ќе го направи најдоброто за нив, значи ќе го известува да бидат сепак они тие правите, меѓутоа оние 6 месеци поминаа. Жално е за дечките, затоа што од нив имаше двајца или тројца, ако не се лажам, младински репрезентативци, кој што еден, мислам дека веќе направи трансфер во странство. Значи, тоа е разговор што водевме пред тоа, дека наместо да гледаме ние иднина во младите, им обезбедиме се, Металург како клуб успеа да ги оцрни нив, да не им го исплати она што било договорено
и они да испаднат криви за тоа што се случило. Се надевам дека во иднина нема да има такви проблеми и самите играчи ќе потпишат договори со синдикатот и ќе бидат заштитени уште од првиот момент од кој ќе ги потпишат договорите со клубовите. Значи за во иднина да не се случуваат такви работи кои што верувам дека ни еден професионален играч не ги посакува. Така, пред малку и проговоривме за состојбите и впрочем и постојано говориме за тоа, меѓутоа она што е многу интересно она што во моментов се прави, се ствара инфраструктура, добри се подобруваат и терените. Можеби ова е некој добар знак за во иднина, се отвараат и школи за млади се почесто. Добро, терени има. Тоа го разговаравме пред некое време. Се сменија работите. Значи во времето татко ми кога играл, имало екипи, а играле, да не речем, на ораници. Сега има тепих, каде што можеш да пружиш оно што најдобро го знаеш, а нема екипи. Нема спонзор кој што ќе дојде, ќе уложи пари, ќе состави екипа која што ќе може да се бори за големи дострели. Сега го нема тоа. Порано може да кажам дека имало многу повеќе пари за разлика од сега. Сега во професионалниот фудбал кај нас зимаат 3-4 екипи добри пари, може и претерав, што може да се каже дека се стварно фудбалери. Значи не можеме да се споредиме со европските екипи никако. Ние сме далеку од нив. И за тоа и нашата репрезентација, која што како репрезентација, кога ќе прочиташ именично, сите настапуваат во европски екипи. А успех немаме никаков. Се наоѓаме на 100 не знам кое место. 139. Со таков однос не можеме далеко. Мора да се прават промени. Еве моментално има некоја иницијатива, али сите тие иницијативи сите ги гледаат од политичка страна. Значи политиката мора да се тргне од фудбалот и спортот општо. Значи секој ја гледа за превласт. Да дојдам ја на власт, да украдам што повеќе и тоа е тоа. Никој не гледа Македонија како фудбалска нација да оди понатаму. Секој гледа за себе, својот интерес и својот џеп. Добро, континуирано еве барем она што го имам јас како информација, моментално федерацијата се труди навистина да добие стручен тим кој што е навистина добар. Еве и оваа победа можеби минимална со Азербејџан, но меѓутоа можеби е светла точка за во иднина да се развиваат работите и овие школи кои што ги прават, впрочем ги финансираат тие. Сепак се и тоа е можеби некој добар знак за фудбалот во иднина. Кај нас во градот Фудбалската федерација направи голем потез со правењето на стадионот. Пола трибина и таа е одлично направена. Соблекувалните се, можам да речем, европски. Нешто друго фали. Во сите градови, ако не знаеме ние што да направиме, да погледнеме во комшиите што прават. Во сите градови се даваат стадионите на концесија, на користење, али со договор општината да си заштити своите привилегии. Тука е многу битен градоначалникот, каде што треба да му рече, еве, конкретно има некој заинтересиран да го земе стадионот, да стопанисува со него, али ние ќе му дадеме тоа и тоа услов, да ги направи трибините, да направи парк, да направи простории за да ги даваме под кирија, да вадиме профит. Секако градот да обезбедува од тој објект средства за да им пружи на младите и на тренерите да работат поуспешно и да има поголем квалитет. Сепак ова ниту ние ќе го решиме, се надевам дека во иднина луѓето кои што се задолжени за тоа со своите програми ќе го подобрат и овој дел. Она што исто така е многу интересно, можеби е жално што ете се случи, тоа е предано заменувањето на Зоран Паунов, па по тој повод овде ветераните од Борец и ветераните на репрезентација на Македонија секоја година веќе неколку поред ги прават 7 години поред, точно ги прават оние меморијални турнири. Вие сте дел секоја година од тимот, еве можеби е жално, меѓутоа како е да се игра повторно со Јас сум дел и од тој иницијативен одбор, затоа што и многу години поминав со Зоран и на стадионот, и како тренер, и како пријател после завршувањето на кариерата.
и многу ми е драго што можам да помогнем. Ама мислам дека и тука полека опаѓаат некои работи во заинтересираноста на таа работа. Тоа е еден голем свечен чин кој што не треба да престане никогаш. Многу е пријатно кога ги видиш фудбалерите од тоа време, сега и подруго изгледаат и помалку можат, али сепак дружењето после надпреварот е многу битен, многу голем момент за сите луѓе. Не само за актерите, него и за публиката. Ја мислам дека градот треба да се гордее и со таа организација и тој меморијален турнир и да го поддржи во секој поглед понатака. Чинам дека тоа и го прави. Овде негде е веќе и крај на оваа вечерашна емисија, па еве Дарко, кои се плановите за во иднина? Дали ќе останеш овде во Железарец, ќе ги браниш боите или пак можеби ќе следи некој трансфер? Па ќе видиме, има нешто на поидок. Се надевам ќе преговорите ќе завршат во добар тек како што посакуваме. Ако не, ќе останеме тука дома, што се вика, и ќе се бориме за нова титула и за нови трофеи. Ранкотов, вашиот клуб докаде и кои се вашите планови за иднина? Па, нашиот клуб оваа година добро помина во однос на оние перипетии што ни се дешаваа. Го освоивме 6-то место. Сите мислеа дека ќе бидеме доле да се бориме во баражот за опстанок, али добро испливавме, се снајдовме со повеќе труд, повеќе работа, со малку фудбалери успеавме да направиме добар резултат. Ја мислам дека во иднина и би препорачал и на управниот одбор малку да се консолидираат редовите, да седнат, да поразговараат, да поработат со играчите на тој ментален момент и ако се направат некои напори да со нешто ги задолжиме фудбалерите, ја мислам дека ќе видиме меѓу првите 3-4 екипи. Ја би го поздравил Лазар Ракиджиев, членот на управниот одбор. Многу е заинтересиран, многу работи, многу помага во однос и на големиот и на малиот фудбал, али мислам дека сам не би можел повеќе да пружи, треба да има поддршка од цел управен одбор и да се консолидираат и тие редови во Општинскиот фудбалски сојуз да тргне фудбалот во Велес во нагорна линија. Јас се надевам дека работите ќе одат кон подобар правец. Ние и медиумски се трудиме колку што можеме да стигнеме и да ги пратиме сите оние актуелни настани кои што се случуваат во нашиот град. Ви благодарам на присуството, на што бевте дел од оваа емисија Fairplay. Се надевам дека со нови успеси повторно ќе ви дојдете на гости и ќе ни ги кажете оние нови работи кои што сте ги постигнале. Ви благодарам. Благодариме на поканата. Почитувани гледачи, овде е крајот на ова издание на емисијата Fairplay. Нормално со нова тема и нов спорт се гледаме за 7 дена. До тогаш останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!